Уште еден ден го дели од Лондон, расте возбудата кај првиот велешки олимпиец Кристијан Ефремов на Олимпијадата ќе настапи во трката на 400 метри. Министерството за труд и социјала пресече жалбите одбиени, фабриката била приватна, порцеланци нема да добијат надомест. Мешани полициски патроли викендов во Велес, родителите и полицијата заедно во градските кафулини и дискотеки ќе ги контролираат децата. Уште еден ден го дели од Лондон, расте возбудата кај нашиот олимпиец Кристијан Ефремов. Боите на Македонија ќе ги брани на атлетската патека, ќе настапува на трката од 400 метри. Вели дека е подготвен таму да го даде својот максимум, дури и да го надмине својот личен рекорд. Но се надевам дека во Лондон ќе го дадам својот максимум и дека ќе се изборам за институциите да застанат зад мене и да добиам спортска стипендија како потенцијален кандидат кој што ќе се бори за да оствари олимписка норма за во Рио де Жанеиро по 4 години. На 4 август во Лондон покрај македонското ќе биде развиорено и велешкото знаме. На Кристијан лично му го даде градоначалникот Петров. Му посака убав помин и без разлика какви резултати ќе постигне, му порача со дигната глава да ја представи Македонија. Би сакал да го изразам моето уверување дека ова ќе биде само една од попатните станици на Кристијан, зборувам за Олимпијадата, и дека неговата кариера ќе продолжи во нагорна линија и дека сепак ова е еден начин како и самиот да ги провери своите можности и своите квалитети на едно врвно спортско такмичење. На Кристијан му се оствари сонот, ќе му се исполнили и желбата да го надмине својот рекорд и да стане учесник со олимписка норма, ќе се знае по неговата трка. Екипата на Канал 21 му посакува среќа. Државата за некого е мајка, а за некого маќеа. Такво е мислењето на стотина поранешни вработени во порцеланка, кои во фабриката останаа последни се до нејзиното затворање. Тие деновиве добија писмени известувања од Министерството за труд и социјала, во кои стои дека се одбиваат нивните жалби како неосновани на негативните решенија за добивање паричен надомест до пензионирање или наредно вработување, кои првично им беа врачени на крајот на месец април. Надлежните повторно одлучиле дека во моментот кога порцеланка се затвора била приватна фирма, па овие работници не ги опфаќа законот затоа што тој се однесува само на државните компании од тоа време. Порцеланка до 2009 била во сопственост на Леонардо Питиќов и фирмата е ексклузива, а државата претходно го продала само објектот, а не и акциите, што докажувало дека фирмата е приватна и тие не се опфатени со законот. Ниту деталната документација која ја поседуваат вработените не им помогна. Тие кон жалбите приложија документ за кој вела дека е клучен во случајот. Тоа е пресуда на Основниот суд, потврдена и од Врховен, со која на 23 април 2003 година се раскинува договорот за купо-продажба, затоа што фирмата ексклузива не ги испочитувала условите во него и веќе наредниот ден, на 24 април 2003 година, 216.000 акции и се враќаат на државата од каде првично и биле купени. Според овој документ, порцеланци докажуваат дека токму во таа 2003 година, кога фабриката се затвора, акциите ги поседувала државата. Истата е државна фирма и тие треба да бидат опфатени со законот. Останува да се види дали овие луѓе правдата ќе ја побараат на друго место, можеби пред меѓународните судски инстанции. Еден мопед, пари, но и чоколади, млеко и други прехранбени производи се крадале минатата недела во Велес. Полицијата регистрирала вкупно 10 кривични дела, од нив 3 тешки кражби, 4 кражби и оштетување на туги предмети. Во 7-дневниот период граѓаните 11 пати го нарушиле јавниот ред и мир, најмногу 4 пати оние кои ги шетале кучињата без заштитна маска. Полицијата реагирала и во 3 тепачки, карање и викање. Ниту возачите не биле премногу внимателни, предизвикале 10 сообраќајни незгоди. Во нив едно лице го загуби животот, а 7 се здобиле со телесни повреди. Полициската станица за безбедност и натаму работи на намалување на ваквите случаи. Акцијска контрола била спроведена и минатата недела, при што констатирани биле повеќе прекршоци. Во анализираниот период активен бил и одсекот за превенција. Тие го реализираат проектот заштита од пожари на отворен простор.
Одржани се средби со граѓани и извршена е едукација како да се самозаштитат од одредени девијантни појави. Родители и полицајци ќе ги контролираат децата во велешките кафулиња. Секторот за внатрешни работи викендов ќе го реализира проектот Мешани патроли. Предвидена е посета на повеќе угостителски објекти за кои се смета дека во нив се забавуваат младите велешани. За сега не е утврдено кои локали ќе ги посетат мешаните патроли. Од Министерството за внатрешни работи објаснуваат дека целта на проектот е родителите да видат на кои места се забавуваат нивните деца, истовремено да ги информира на кој начин пороците како алкохолот, цигарите и другата стануваат дел од секојдневието на малолетниците и како тоа да го препознаат. До сега вакви акции се организирани во повеќе градови во Македонија, но тоа не ги засега велешките малолетници. Скоро секој викенд полицијата при редовни контроли на угостителските објекти пронаоѓа малолетници после полноќ. Минатиот викенд се откриени тројца во ресторанот Грил Хаус. Повикани се родителите и децата им се предадени. Од МВР велат дека заедничките патроли со родителите ќе помогнат во подобрување на соработката меѓу граѓаните и полицијата. Мешаните патроли треба да им покажат на родителите на кој начин се нарушува редот и мирот во градот. Статистиката на полицијата покажала дека токму малолетниците се најбројни според бројот на прекршоци за нарушен јавен ред и мир. Не се одигра представата Електра. По неполни 5 минути игра силниот дожд го прекина настапот на театарот на Бени Ненсен од Данска. Оваа представа нема дополнително да се одигра. Актерите утринава заминаа дома со резервираните авионски билети. Раководството на фестивалот на античка драма информира дека поради ова Електра нема да биде во трката за награда. Следен на театарската сцена е Хрватскиот народен театар од Вараждин. Утре вечер ќе настапи со представата Аулуларија или комедија за лончето. Представата го прикажува ликот на скржавецот во светската драма. Скржавиот татко ја тиранизира ќерка си, но и слугите и робовите. Неговата ќерка ќе затрудни откако ќе ја обљуби соседот, но ова не го засега скржавиот татко. Тој повеќе се грижи за своето богатство скриено во лонец отколку за иднината на своето дете. И покрај грижата, скржавецот ќе остане без својот лонец кој цело време го разнесува и крие по куќата. Пониза духовити заплети и пресврти приказната се развива до среќен крај. Инаку парите собрани од продажба на влезниците за представата се наменети за хуманитарни цели. Ќе се доделат на велешанец кој има потреба од скапа хемотерапија.